Ви понатаму сте со вестите на канал Виса. Идната недела 23 август во Струмица се организира летен музички камп за дувачки инструменти и камерна музика под менторство на професор или доцент доктор Александар Гошев, професор при Факултетот за музичка уметност, но и член на Македонската филхармонија. Господине Гошев, добро дојдовте во вестите на канал Вис. Ви благодарам за поканата. Многу ми е драго што ме повикавте во вестите на канал ВИС. Пред се да ги поздравиме вашите гледачи. Една само дигресија, да направам една измена. Не сум доктор, него доцент на Факултетот за музичка уметност, професор на Факултетот за музичка уметност, професор во Средното музичко училиште и член на Македонската филхармонија. Во ред, но поканата што ве викнавме во вестите на канал Вис е тоа што идната недела во Струмица стартува 6-тиот или 7-тиот летен музички камп за дувачки инструменти и камерна музика. Мене ме интересира зошто Струмица се одлучивте за ваков камп и што покажува искуството до сега, колку ваквите кампови одат во функција на класичната музика или пак дувачките инструменти. Летниот музички камп традиционално се одржува секоја година од 23 до 27 август. Веќе овде сме 7 година, односно 6 години во Струмица. Првата година беше во Дојран. Во Дојран се одлучивме да го направиме следната година во Струмица, затоа што Струмица е извор на таленти, имаме основно музичко училиште со голема традиција Боро Џони. Така да Струмица ни овозможи огромни услови какви што ни се потребни за нас и нашите студенти за работа во кампот. Со кои се дувачки инструменти може да се работи на овој летен музички камп? Нели сепак дувачките инструменти еден широк диапазон? Или оние кои што имаат интерес? 7 години веќе работиме со хорна. Јас сум доцент Александар Гошев од Факултетот за музичка уметност, сум ментор во класата на хорна. Професор Васо Ристов, магистар Васо Ристов е професор по труба и ментор во кампот. Професор магистар Страше Темков е ментор по флейта и камерна музика, сите тројца предаваме, така да за сега имаме само 3 инструменти, значи хорна, флейта и труба. Меѓутоа, доколку ни дозволат финансиските можности, сакаме да се прошириме во секој сектор на дувачките и годачките инструменти. И сега на овој камп, на концертите ќе бидат присутни и народни инструменти. Господине Гошев, мене ми интересира како се одвива тој летен музички камп, искуството што покажува до сега кога сте во Струмица. Тоа се неколку денови, дали интензивно се работи, се усовршуваат студентите? Летниот музички камп дојде сосема спонтано. Имајќи во предвид дека сме присутни на секаде во сите комисии, жири комисии на надпреварите, не повикуваат и надвор од државата, каде што навистина таму се фантастични услови, имаат фантастични услови за работа. Она што сакавме да го нагласиме дека во Македонија пред се има една добра музичка педагогија во секој сектор на музиката, меѓутоа и има некои аномалии на кои што сакавме да укажеме. Значи, сакавме со една заедничка работа, нашиот тим од тројцата професори, имаме координатор и имаме корепетитор заедно со нас. Марија Јакимовска е координатор од ова година, минатата година беше Весна Ангелова корепетитор. Ова година имаме еден млад студент, асистент на Факултетот за музичка уметност и така да со неја ќе соработуваме ова година. Доменика, презиме до сега, нека ми извини, не ми е познато, бидејќи е во другиот сектор. Она што ни се покажа, дека децава, гледајќи ги условите во Струмица, пред се имавме уште првата година огромни резултати во напредогот на децата. Се работи во Скопје, одржуваме и секаде во Македонија, на Факултетот за музичка уметност и во Штип и во Скопје се одржуваат класични настави. Меѓутоа, тука покрај релаксираноста имаме можности повеќе практично да го прикажеме сето тоа. Значи, од 23 почнувајќи до 27 ние секој ден имаме концерти. Така да и доваѓајќи децата од други средини,
со самата размена на информации во педагогијата видовме дека сме на едно врвно ниво. Колку лица или студенти очекувате нови летен музички камп се ова година во Струмица и што покажа искуството до сега? Дали ова бројка ќе биде надмината? Првите години одевме на еден квантитет. Меѓутоа увидовме дека со квантитетот не добиваме на голем квалитет, бидејќи има ученици или студенти кои доаѓаат чисто туристички да го поминат тие 5 дена, знаејќи Струмица колку е распространето со вакви можности. Се ограничивме со еден начин на аудиција да, гледајќи ги студентите и пратејќи ги по интернет останатите студенти, да земеме само квалитетни студенти. Ова година, секоја година имаше околу 60 студенти, дури 65 достигнавме бројката, меѓутоа ова година има во сите категории 41, со тоа што е отворена можноста да има пасивни слушачи, они кои што сакаат да бидат во кампот, а со по 10 студенти ние ќе работиме активно на часовите. Она што мене ме интересира, претпоставам дека тоа се и веќе студенти кои што длабоко навлегле во дувачките инструменти и камерната музика. Колку ваквите кампови, овој летен камп во Струмица предизвикува интерес кај она помлада популација? Ние имаме музичко училиште овде, но колку ваквите кампови одат во функција на промоција на одреден музички инструмент во дадена ситуација, хорната, спомнавме флейтата и камерната музика, ако не се лажам? Да. Ме воодушевува прашањето. И ми е драго што телевизија Вис има вакви новинари кои што знаат да предизвикаат онака емоции во она што сакаме и да го изразиме. Значи, преку овој музички камп, целта е да докажеме дека, токму така да докажеме дека во Македонија постои една добра школа. Јас имав едно искуство сега во септември месец, каде што најдобриот хорнист на светот, Штефан Дор, кој што е во Берлинската филхармонија прв хорнист. Имавме среќа да одржиме еден семинар, 3-часовен семинарче, мала што се вика, и ни оддаде навистина ни оддаде признание за она што го работиме во педагогијата. Ги сослуша сите студенти, беше воодушевен, имаме една отворена покана за еден студент кој што навистина е фантастичен, но постојано се развива. Меѓутоа во Скопје додека сме настанува една монотонија можеби во тоа, затоа што работиме традиционално, да кажам, педагошки. Овде студентите се многу поопуштени. Уште првиот ден имаме концерт, 23 во 8 часот, 20 часот имаме концерт на најдобро наградените студенти на Охридски бисери, надпревар кој што е од меѓународен карактер и на кој што беа пријавени многу учесници и потоа со самата работа во кампот одвојуваме повеќе време за оние техничките работи, поопуштено, значи работиме отколку што сме врсени законски да ги работиме. Да. И само за крај, господин Гошев, рековте 23 август стартува кампот. Имате во 20 часот концерт. Значи ли тоа дека и публиката може да биде присутна на ваквите концерти кои што ќе бидат, или овие концерти се само за учесниците во кампот? 23 е свечено отварање. Традиционално секоја година во 20 часот, и на тој концерт ќе учествуваат, како што нагласи, студентите, првонаградените студенти, лауреати на Охридски бисери. Со отворен карактер е концертот. Значи струмичани може да бидат присутни во Домот на културата? Комплетно, еве сега ќе јавно ги повикувам сите колку што можат масовно тој еден час да го посветат на студентите кои што навистина нашата професија е она жива материја која што ја реализираме, нема плейбек, нема снимки, нема такви работи, значи да дојдат да ги слушнат самите студенти и да им одадат признание и поддршка во понатамошната работа. Кампот е отворен за сите кои што сакаат да присуствуваат, да слушнат некои новитети, бидејќи дувачките инструменти се една специфика во целата наука, покрај годачките инструменти. Меѓутоа, ние и анатомски се занимаваме со една материја што се вика диафрагма. Дишењето ни е она главното со кое што треба да се раководат сите професори и основата за која што ќе се има понатамошен успех во напредувањето на студентите и учениците.
Господине Гошев, јас ви благодарам на гостувањето во вестите на Канал Вис. Канал Вис ќе го следи летниот музички камп со цел да ги видиме новите таленти и оној напредок на музичките студенти кога станува збор за дувачки. Благодарам на вас на поканата уште еднашка и ви посакувам многу успех во. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот ново издание на вестите на Канал Вис. Го слушнавте интервјуто со Александар Гошев, кој што ќе биде ментор заедно со негови колеги на летниот музички камп за дувачки инструменти и камерна музика, што ќе биде од 23 овде во Струмица. Пријатно.